Прилепчани во паника, откако пред 20 дена поставената мерна станица, синоќа околу 22 часот и 45 минути, покажа енормна загаденост на воздухот, при што количината на PM10 частичките изнесуваше фрапантни 1611 микрограми по метар кубен, а индексот на квалитетот на воздухот беше над 562. Иако мерната станица се уште е во фаза на калибрирање, сепак овие показатели беа доволен аларм за да зовријаат социјалните мрежи, каде граѓаните бараа итни одговори што тоа се случува со воздухот во градот, при тоа жалајќи се дека досега таков тежок воздух никогаш не бил забележан во Прилеп. Има загаденост. А колку е тоа? На Сабале се чувствува многу. И затоа рачунам дека е загаден. Не излегувам јас многу, ама загадени малку. По сето ова, попладнево со пресконференција се огласија од локалната самоуправа, при што градоначалникот Илија Јовановски најави пилот проект за набавка и поставување на повеќе мерни станици во различни делови од градот, со цел доаѓање до поверодостојни показатели за аерозагаденоста и следствено на тоа перспективно да се преземале адекватни мерки за нејзино намалување. Во наредниот период неколку општини во Република Македонија ќе бидат како пилот општини, во која што ќе биде и општина Прилеп, каде што ќе се постават 20 до 30 мерни станици на различни места во градот. Градоначалникот Јовановски како потенцијални загадувачи ги спомна мермерните комбинати во околината на Прилеп, каде како еден од првите наредни чекори на локалната власт ќе бил поставување на мерни инструменти, а додека со престојната гасификација според него се очекувало проблемот да биде ако не решен, тогаш барем ублажен. Меѓутоа, според експертите пак, најавуваната гасификација тешко дека ќе можела да го реши проблемот со аерозагадувањето, пред се заради нискиот македонски стандард. Јас многу повеќе се сомневам во таа комплетна гасификација, затоа што веќе имаме примери, Струмица има повеќе години гасифицирана е, има и гасна мрежа, а многу и државни, јавни институции се уште не се приклучени. Зошто не се приклучени? Затоа што треба да платат не само за приклучокот на гасоводот, него треба да го менуваат и системот на затоплување. Според стручњаците, решавањето на се позагрижувачкиот проблем со аерозагадувањето представувало сложен процес кој бара исполнување на многу предуслови, како од социоекономска, така и од психолошка природа.